БЕСА дополнително ќе одлучува дали да го подржи најавениот закон за употреба на јазиците. Африм Гаши, еден од првите луѓе на движењето, во интервју за Дојче Веле на македонски јазик, вели дека предлог законот на владата е направен единствено заради дневно политичка корист и нема да го реши проблемот, туку само ќе го пролонгира. Пред пратениците да заминат на одмор, спикерот Талат Џафери најави дека до стартот на кампањата за локалните избори ќе биде донесено законското решение. Вице-премиерот Бујар Османи уверуваше дека ова е затворено прашање, додавајќи оти ќе побара и подршка од ВМРО ДПМНЕ. Според изјавите на Гаши, ќе треба да ги убедува и албанските опозиционери. Овој закон е еден од клучните и најзначајните закони за кои се спори од самостојноста на Македонија и беше главен дел на преговорите при донесувањето на рамковниот договор. Според нас, усвојувањето на еден таков закон бара голема опфатеност на сите политички чинители во државата, но и чувствителност и умерена реакција од сите општествени фактори, а особено од партиите во опозиција. Мислиме дека државата треба да го свати посериозно ова прашање и да не гледа на него само како на етнички проблем, туку како проблем кој би помогнал многу за внатрешна кохезија во државата, вели Гаши. Македонската опозиција пак забележува дека според тоа што е најавено, законот ќе излезе од границите на уставот и отвора пат за федерализација на државата. Според Гаши, за ова чувствително прашање е потребен општ консензус, а не пазар на парламентарното мнозинство. Бевме подготвени да бидеме дел од предлагачите на овој закон, зад кој потоа сите ќе застаневме, а во исто време ќе затворевме еден од најгорливите проблеми на Македонија. Но за жал, власта се покажа себична и во ниеден момент не ни го достави да го разгледаме пред тој да се усвои на седница на владата. СДСМ и ДУИ гледаат на овој закон како на постапка со која ќе придобијат на локални избори, а движењето БЕСА на ова гледа како на суштински процес за еднината на државата и таков беше пристапот кој го имавме досега и кој ќе го имаме и понатаму. Жално е кога се гледа дека и новата власт не покажува никакви знаци за поинаков пристап кон есенцијалните проблеми во општеството и особено во односите помеѓу заедниците како еден од најважните столбови на стабилноста на државата, заклучува Гаши. Владата убедува дека се обидува по 16 години да го затвори и последното отворено прашање од рамковниот договор. Обидот ќе чини 106 милиони денари од буџетот за 2018 година. Унапредувањето на употребата на албанскиот јазик во Македонија беше ставка во Тиранската платформа и меѓу клучните услови во преговорите за состав на новата влада.